Браво. Кажи денес каде сме? Денес се наоѓаме во Кавадарци, така? Всушност денес сме во Ваташа, имаме другарчиња. Ај, добро. Ќе одиме нешто подоцна и на Витачево. Витачево е место, односно висорамнина сместена на Кожув. Добиена е од напластување на вулкански туфови и како што знаете, кај нас во моментов немаме активни вулкани, но се зачувани многу вулкански купи. Тоа се оние релјефи добиени од истекувањето на лавата, доста интересни се за гледање. Ќе пробам да ги откриеме, да ги видиме. Во моментов се наоѓам пред споменикот на 12 ваташки деца. Тоа е споменик во чест на 12 деца кои се убиени од бугарската полиција и војска во 40-тите години. Нема да должам со историја, ќе се задржам со колите, но сакам секогаш кога ќе имам прилика се возам со некоја кола на тест, да ви ги покажам сите убави локации од нашава држава, а ги имаме премногу, да откриваме доста интересни локации. Сега да се задржиме на она што ни интересира, тоа се колите. Денес имаме на тест Шкода Камик, да видиме. Знаете дека обожавам Шкода со сите нејзини практични работи. Едва чекам да ви покажам што се има тука, за кратко ќе видиме, но сега да видиме како изгледа. Изгледа преубаво, многу е кул, многу е модерна, многу е младешка. Не знам баш дали е тоа вистинскиот и правилен збор, но ме разбирате што сакам да кажам. Ми се допаѓаат многу овие одвоени лед светла, ова горе се дневните, овие доле се средни и долги. Изгледа како мини джипче, мини верзија од неговите поголеми браќа Кодиак и Карок. Стварно ми е многу кул. Од страна ги имате овие дополнителни 17-инчни бандажи, што му изгледаат многу убаво. И приметив една работа што малку не ми е јасна. Само од оваа страна, на задното тркало, има една пластика позади тркалото која што е малку исфрлена и е премногу близу до тркалото, што мислам дека ќе прави проблеми кога ќе има снег или кал. Не ми е јасно искрено зошто вака е направено, но ќе видиме колку тоа ќе прави проблем. Сега, одиме со моите омилени практични работи и нормално имате оваа гребалка за мраз со дополнителни мерачи за длабочината на шарата на гумата и нормално лупа. Напред, само да го вратам. Напред. И имате оваа паметна инка за средствата за течност и за стакла, која што многу ми се допаѓа. Сега, одиме да видиме останати работи. Нормално излезите. Беге таму. Имате чадарче брендирано на Шкода, исто како Ролс, знаете. Внатре ги имате овие гумени точки за шишето. Имате оваа штипка тука за картички, ги имате овие странични джепчиња. Позади многу ми се допаѓа што оваа ламбичка се вади и можете да се користите дополнително каде да ви треба, плюс има магнетче што е многу кул. Внатре во багажникот имате на располагање 400 литри багажен капацитет или 1395 литри со спуштени задни седишта. За жал тоа морате да го направите од страна, нема од тука рачки за спуштање на седиштата. Секако ги имате моите омилени куки и закачалки. Имате некои ситни остави од страна, имате приклучок на 12 волти струја и имате оваа гумена прекривка, односно од едната страна е со текстил, од другата страна е гумена, што е многу кул. Одоздола имате големо резервно тркало и тоа е тоа. Одиме сега позади. Прво, многу ми се допаѓа што вративе се отвараат прилично широко, доста се големи, што помагаат при влегување и излегување. Ми се допаѓа што седиштава, реков, се спуштаат од тука, за жал не се спуштаат од позади, но ми се допаѓа што појасиве се ставаат во овој простор и не пречат кога се спуштаат седиштата. Како што гледате, прозорите се доста големи, што помагаат прилично за добра прегледност, но исто така и се доста добри за
голема природна светлина внатре во кабината. Внатре, како што можете да видите, веќе имам одличен простор за нозете и за главата. Нормално е доста повисоко возилото, па имате убав простор за главата. Ми се допаѓа што Шкода секогаш се трудат да има одлични и комфортни седишта, но не само напред, туку исто така и позади. Имаат одлични подпори, ве држат многу убаво и помагаат за одлични и долги релации при патување. На средниот дел имате нешто повисоко седиште и исто така висок тунел кој ќе седнете тука. Не ви пречи тунелот, не е широк, имате доволно простор со останатите двајца патници. Седиштево малку е високо и цврсто, па не е баш најудобно за долги релации, така да јас не би седел тука. Доле на централна конзола имате вентилчиња од климата. За жал нема USB портови, ниту 12 волти приклучок за струјата. Имате наслон за раката со две остави за шишиња. За родителите е доста интересно, бидејќи ги имате овие Isofix куки кои што се доста лесни и едноставни за ноѓење. И исто така Isofix куки имате и напредното совозачко седиште. Сега додиме да видиме таму како е. Напред, многу ми се допаѓа, целиот дизајн изгледа многу убаво, многу модерно, искористени се многу меки и квалитетни материјали горе, од страна на вратите, нешто и надоле има. Да, поставени се нешто по ефтини пластики, особено на овој среден дел, нормално да се заштедат малку пари за да биде малку поевтин модел, но ми се допаѓа тоа што оваа ефтина пластика е доста убаво изработена, изгледа како дрво, нешто како метал, зависи на кого како му личи. Мене им е многу убава. Тука со мене си имам еден лист од опремата, бидејќи морам ова да го потенцирам. Ова денес што го имаме е Ambition, односно стандардното ниво на опременост и има нешто ситно дополнителна опрема. Но како стандардно ниво е опремен со многу интересни работи, што не ви е потребно многу дополнителна опрема. Затоа сега ќе ви кажам што се има плюс внатре дополнителна опрема, односно тоа е малиот кожен пакет со овој кожен волан, рачката за менувачот и за рачната кочница. Исто така имате хром лајсни надвор и внатре. Имате амбиентално светло, бело, што свети тука под овие лајсни и навистина е убаво. 8-инчен екран, како дополнителна опрема, инаку доаѓа 6-инчен. Нема вметната навигација, но можете да го користите со телефонот, може да се приклучи од овие два USB-C портали или преку Bluetooth. Работи навистина одлично, респонзивен е. Имате голема остава за телефонот тука доле, исто така и кај вратите имате нешто мала остава кај наслонот за раката. Доле знаете, видовте веќе има две остави за шишиња. Многу ми се допаѓаат седиштава, бидејќи како што кажав и напред и позади се доста удобни и комфортни. Многу ми се допаѓа тоа што нема копчиња толку многу, ситно се оставени за климата. И тоа би било тоа, сега може да одиме да се повозиме. Освен пред да почнам да се возам, тука горе имате огромна остава за наочарите и тука имам подарок од Шкода, наочари, специјално дизајнирани за оваа Шкода. Баш и не ми одговараат сега со бојава, но одиме се повозиме. Знам дека реков дека ќе одиме кон Витачево. За жал во моментов се работи на патот и немаме можност да одиме да ги видиме тие вулкански купи кои што ги зборував. Ќе мора да одиме во некоја друга прилика со друго возило. Сега се враќам кон поурбаните делови како што можете да видите. И иако Камик е джипче, сепак е мало джипче, урбано джипче и е најмалото во фамилијата на Шкода. И не знам дали приметивте, ама сите три модели на Шкода почнуваат и завршуваат со буквата К, Кодиак, Карок и Камик. Не знам дали има некаква причина,
зошто е таа и како е добиена, но знам од каде потекнува зборот камик и што значи. Потекнува од Канада и Гренланд, збор кој што значи нешто што соодветно се наоѓа, совршено се наоѓа во, особено во овие градски услови, и морам да кажам дека камик е навистина одлично градско возило. Дефинитивно камик одлично се наоѓа во овие градски урбани средини, бидејќи има прво преголеми стакла кои што помагаат многу за прегледноста, второ нуди добра вожња, мејка, комфорна, и има многу добар волан и цел управувачки систем. Не е најкомфорниот, не е најмеќиот, има многу помеки ривали, но тие ќе ги видиме во некои наредни епизоди и тогаш ќе зборуваме, ќе ги споредуваме повеќе. Воланот е доста лесен, како што кажав, што е одлично за градските средини, лесно се маневрира. Малку ми пречи што исто така е лесен и на поголеми брзини. Тука би очекувал да има малку поголема цврстина, да има он малку поголема тежина на поголеми брзини, што е многу нормално, но би сакал да уште малку повеќе. Сега не е спортско возило па да се има толку цврст и тежок волан, сепак е градско и урбано возило, но за среќа е доста прецизен воланот и целиот управувачки систем. Многу ми се допаѓа тоа што има многу лак на вртење, што одлично се наоѓа во градските средини. Има 3 работи што би ги извел како мана, како критика што ќе ги дадам. Тоа се прво е педалата за кумплугот, која што е малку потврда од тоа што барем јас би го очекувал. Кочниците се многу агресивни, многу малку е потребно да притиснете за цврсто да закочат, што е потребно време да се навикнете. И како последна работа се чувствува бодирол, клатење во кривините. Не е многу големо клатењето. Среќа тука си овие големи странични потпори на седиштето, па не се чувствува толку многу. И повторно ќе кажам, сепак ова е градско возило, не е со спортски перформанси, не може да се очекуваат такви цврсти и толку стабилни карактеристики, но сепак е таки ги извам тие 3 работи како критика, кои што лесно се навекнуваат и искрено не пречат толку многу. Инаку, како што кажав, овој камик доаѓа во Ambition ниво на опременост, тоа е стандардното ниво со многу мала дополнителна опрема. Искрено не ви ни треба нешто повеќе од ова, бидејќи тука имате се што ви е потребно. Опремен е со 1.03 цилиндричен турбо-бензински мотор со 115 конски сили и 6-степен мануелен менувач. Моторчето е навистина многу живо, многу динамично, многу економично. Не ви треба нешто повеќе од ова за градски услови. Имате во опција 1.0 исто така 3 цилиндричен, истиот мотор технички, само е малку послаб, околу 90 конски сили, и искрено не ви треба тој мотор. Имате 1.5 турбо бензинец со 150 конски сили, кој што е многу добар мотор. Ако сакате малку по-моќен, по-брз мотор, тогаш ви го препорачувам тој. И имате 1.6 дизел, кој што искрено не ви е потребен, барем не во ова возило. Кога реков околу потрошувачката дека е многу економичен, троши околу 5 до 5,5 литри, што е навистина одлично. Во понуда имате и автоматски DSG менувач, кој што исто така е многу добар, и искрено јас со овој мотор би одел и со тој менувач, ќе бидат одличен пакет, особено за градските средини. Ако се прашувате за погонот, тука во моментов имам погон на предните тркала. Всушност и тоа е единствената опција, бидејќи не се нуди погон на сите 4 тркала, а и не ви е ни потребно реално, бидејќи никогаш нема ни да се однесе ова возило на офроуд, ниту на големи такви патеки офроуд кои што ќе бараат погон на сите 4 тркала. Целиот пакет со сите дополнителни работи што ги има чини 17.900 евро, 18.000 евра со сечастење, и сметам дека е одлична цена ако ги имате во предвид сите работи, целиот пакет што доаѓа.
и ако веќе барате вакво возило, мало градско, а сепак малку повисоко со подобра прегледност, малку повеќе можности, сметам дека е навистина добра понуда. Океј, дечки, дојде време да се вратиме во Скопје, да вратам колава во салон. Ова беше нашата нова епизода со Шкода Камик. Следете на YouTube, следете на сите други социјални мрежи, бидејќи наскоро следуваат многу нови епизоди. Се гледаме. Поздрав!